Това се напишене на грци, на кој пишува да живе демократската армија на Грција, на Сурет пишува да живе народно ослободителниот фронт и тој што е најинтересно за нас, това пише на македонски, уште само 48-49 година пишува да живе Игрида. Никте во Балкан, јаска, не сум студиран на таа работа, ама никте во Балкан, јаска и во светот не да најда граѓана со една нација, само Грција. Значи, само Грција има една нација, не признават како. Ништо ли може да прифата дека има други нации во Грција? Мислиш дека Грците можат некогаш да се соочат дека постат македонци да го признаат тоа? Дали кога дочекаме јак и тој ден да можеме да дочекаме дека Грците ќе признаат дека македонски народ живее на територијата на Егерска Македонија? Јас сакам да верувам, но тоа ќе го добиеме преку НАТО, преку Европа, ако Македонија влезе тама, го се признае и тогаш Грција ќе треба како грцка држава да му даде право. Дали се викат власи, дали се викат арнаути, дали се викат македонци, дали се викат турци, ѓупци, роми што викаме. Да не останат Грци, тогаш во Грција. Па тоа е вистиното нема Грци. Само Грци нема Грција, се има. Може тоа се плашат? Веројатно ретко ќе најдете македонец со потекло од Егерска Македонија кој во некој неврзан разговор со чашка на кафе или на раке нема да го спомни името на планината Вичо. Кога веднаш поде нас и тука на таа планина исто колку и на планината Грамофон игра најзначајните битки од текот таа граѓанска војна 46-49 година, околу изгина огромна број на македонци. Добро, право, што помислувате ве пошетаме по овие напуштени македонски селовода, но истина на природно бавина од таа страна кашина се наоѓа Вичо, значи тоа е планина кај се тие херојски борби на македонците во рамки на таа граѓанска демократска армија на Грција, од другата страна е Грамов планината, значи сите луѓе од Егерска Македонија тоа го носат во себе како одредена болка, како одредена тага. Тоа што помислувам јас навистина многу ме жали тоа што нашите деца, нашите млади луѓе не знаат ништо за тоа што бил дедом. Има многу фамилии. Дедо му отиде тамо, тука остана син, внук, не знам што, фамилии поврзани. Не знае зашто се борел дедо му. Да, не знае ништо. Не знае зашто бил на баба му. Не знае од животот на дедо му, како помина, што помина, кој, зашо отиде во планина, зашто отиде во планина. Па кој, утре, како се лоше пресечена таа врста, апошно што не вразува. Луѓето што остана тука, луѓето што заминавера. Тоа е мене што ме жали многу. Се наоѓаме во црквата Света Злата Мегленска во македонското градче Саботско, која брои некаде околу 3 до 4 македонци. Инаку станува збор за првата македонска црква која е изградена на територијата на Егерска Македонија под завршувањето на граѓанската војна 46-49 година. До попред, значи, ние сме во црквата Света Злата Мегленска во Саботско. Или во Арадија. Да, ја Арадија по грчко, добро, тоа е, не можеме да стегнеме, тоа е. И колку време прави тоа црква? Ова црква е горе-долу 8 години, и од 9 години, кај се градот. Ама работе 7 години. 7 години. Доаѓате луѓе, или се плашат повеќе? Со ситуацијата е, сега што викат, по-тешко. Колку македонци има во Саботско? Во Саботско градот има на половината со македонци. Зборуват македонски или има да пазар, да зборуват, каката најда дома, зборувам. Зборуват македонци. Се плашат сега после ова што ви се случи пред 2 недели? Видите, тие храните не се плашат, баш јас и по тие работи, знаете, пред 3 недели горе-долу што се случи тоа на Букурешкото. Значи после Букурешто Букурешто бите самитот на НАТО. Тога имали тие проблеми. Ова црква е нападна тогаш. Да, учениците дојде тука норте, пред Бекарашко знаме и работи што има и така, ама повеќе нападната имаше јајца и камени на куќата. По куќата, не и црквата, дома, поди некој нека 5.000 километри седимените леко црквата, толку си значи на црквата не удрија, не, на црква јас се уплашил, таки врага, не правија, не. Само знаме ставија тука за не знаме, да сака. На Оревотска црква. Да, од Бисија, ма тоа јас кога дојде беше паднато. На овој Орев му закачија и му некој пати и нокта беше и тој живете и падна. Јас најду баш таму, на тоа место. Колку македонци има во Поџарско?
Ожанско, вашето место? Ожанско е чисто македонско село, некои 1300 жители. Се чувстват ли по македонците луѓе или има многу? Голем број од нив се чувствуваат како македонци, Ама места да кажат. а голем број од нив се заматени, още не знаат вистината. Господе, трябва на крај да прашам сега, во кое село вие живеете, во кое градче, што ќе ми говорите? Во село Кошарско. Ако ја прашам Грците, во кое село живеете вие за Грците? И на Нистија, така му кажуваме. Во Пожар. Да. Да. А Гркоманите? Пред година сега до Трајгу сака Во Трајгу. А ние успеахме таму дека видите како Пожар да се знае и особено така да го знаат и Во Пожарско. Да. Или да село што насели има И да знаете на мојот хотел, му имам кладено име Калинка. Калинка се нарекуваше од местото таму. Значи Калинка на македонски, значи На македонски. на вашето хотел име има македонско. И никој не ни има кажано ниту да е збор. Па јас не можам право да не знаем. 1700 места во Егејска Македонија и каснините минјата под 1919 година. Со тие уредби и закони кои има направено грчката држава. Значи грчката држава апсолутно све што беше македонско се обиде да го смени името, вклучително женат името на нашата држава Република Македонија. Па така, со сила, и смени нашите имења на селата, на планините, на реките и така сега да го смени името на Република Македонија. Што се плашат грците, господине? Трајаш. Што се плашат? Да. Да не е живот Македонија се плашат. Значи тоа се плашат. Ама половината од грците на Македонија се го држи Грција е најбогатото место на грцката држава. И тоа секој човек што ќе помеѓу од Битола, достојно одма може да го види. Бидејќи најубавото е најбогатото место во Грција, тоа е дел на Егејска Македонија. Но македонците што живеат во Егејска Македонија се посермасите во целите граѓани што живеат во Егејска Македонија. Правиш ли грчката држава проблеми после тоа? Правиш ли проблеми во бизнисот? Правиш ли притисоци да се откажете од таа идеја? Секогаш сите имајме големи лични проблеми, дека се разбира дека државната обезбедност има една тактика и таа тактика е светска тактика, прво со сила да те уплашат, да те затворат бизнесот. Јас лично имам голем бизнес што ми го затворија, секој ден инспекции во фирмата, секој ден ми ги кршија стаклата на бизнесот, пишуваја да не купуват леп од Скопје дека пекар бев јас. Така ми правија многу големо лошо. Освен мене, секогаш имаше притисок со секакви начиња према тие активисти што беа блиски со вас. Да.